Добро дојдовте, мои почитувани гости, професорот Љубомир Фрчковски и екс-министерот Джевдет Харедини. Тоа е наша последна панел дебата во серијата разговори пред и по референдумот. Со оглед на фактот дека ги исцрпевме отприлике дебатите што и на каков начин референдумот ќе се одвива, би било добро, професоре, да направиме еден редослед што би можело да се очекува и кои би биле приоритетите, доколку и пред се, што би биле критериумите, што е успешен референдум и што се приоритетите после него. Па постојат два сценарија околу референдумот, околу неговата успешност. Едно е да успее цензусот. Тоа е процедурално успешен референдум. Плюс на тоа е нормално гласањето за. Тоа е целосно успешен референдум за опцијата за прашањето на референдумот. Втората опција е да биде неуспешен на два начина. Едниот е потежок за власта, ако референдумот биде цензусно успешен, а да одговорот биде негативен. Тоа политички би имало последици посилни по неја, морала некакви консеквенции од тој глас не на 500.000 луѓе да излече. И би имало веројатно проблем со реализирање спогодбата по тоа во парламентот и уставните промени. А доколку биде неуспешен во смисла на непостигнување цензус, тогаш процедурата ќе продолжи во собранието, иако ќе им биде тешко на власта политички да го буткаат сега тоа, веројатно опозицијата ќе биде подигната и ќе одбие двотретинското, но веќе е поделена внатре во пратениците, компликација ќе се случи. Меѓутоа, од скала од 1 до 10, ја го оценувам тоа како 1 или 2% на можност. 80% можност, мислам дека ќе биде референдумот успешен на двата начина, и со цензус, и со гласањето за. Сега, после тоа ни следат уставни промени. Уставните промени имаат една непознаница за сите нас. Тоа не е лесно да се издизајнира преамбула. Влада Поповски беше pre некој ден кај мене, нешто се труди да направи некаков, да помогне нешто со, не знам како тоа, преку академијата или како, не знам. Не е лесно, бидејќи не ги знаеме точките во кои преговорите се одвивале околу преамбулата. Дали тоа ќе го задоволи тој издискутиран консензус околу неа, што во неа точно се менја, како ќе се адресира АСНОМ, бидејќи кај АСНОМ е проблемот што он има декларација не само за конституирање на власта, јазикот македонски, така натака, има една декларација за интегрирање на сите делови на Македонија, која е проблематична веројатно за грците. И јасно има таква една декларација, како неа сега ќе го адресираат АСНОМ, а неа ќе ја стават на страна, не ми е јасно. У тој дизајн како така ќе го направат. Не е, значи, велам тоа баш лесно, но е предвидливо што е. Тоа ќе бидат минимални измени околу неколку точки кои би можеле да адресираат некакво проширување на Македонија и незините амбиции преку сегашните граници, дури идеолошко. Тука се точките на расправа. А второ, во измалтретираната одредба 49, која не знам колку пати ја менјаме, мислам дека ќе биде посочено дека европските стандарди за малцинствата ќе бидат наш приоритет околу така наречената грижа за нашите малцинства. И тоа е проблем на Грција генерален, со малцинствата тоа ќе биде нешто плюс, а меѓутоа тие стандарди од Европската унија ќе го покријат адресирањето во членот 49. На тој начин ќе се одвива тоа, меѓутоа дизајнирањето на одредбите не е едноставна работа и ќе треба баш да се помачат после тоа во таа гужва политичка да ги направат. Но ја мислам дека има некоја идеја како ќе оди тоа, не е тоа толку сега допрва да се открива. Господине Харедини, се чини дека по некој стандард веќе албанците ги вадат македонците. Или при изборот на председател македонец. И сега постојано се игра на карта дека цензусот ќе го задоволи корпусот на албанските гласачи. Дали е тоа сигурна варијанта?
дали е тоа влогот на Ахмети и што вие мислите дека би бил приоритет после референдумот? Прво, да те коригирам, на старт грешиш кога го потенцираш името на Ахмети во овој контекст. Али Ахмети не е лидер на албанците. Према последните резултати од изборите во 16-та на крајот, он има околу 1/3 гласачи албанци. Според тоа сега е голема грешка. Грешка затоа што он се држи во илузија и пред во неговите настапи исто така он се обидува тоа да го абстрахира и да понатаму по она инерција од порано да се представи дека е тој. Добро, ако ме коригиравте, факт е меѓутоа, без оглед со Ахмети каква е неговата позиција на Дуи, целокупниот албански блок, сите партиски лидери имаат монолитен став. Поддршка на референдумот и поддршка на НАТО. Апсолутно е така и тоа не е сега, не е тоа некој резултат на некоја на настапот на лидерите. Албанците и како нација и како се западно ориентирани. Тоа што комунизмот е една од најострите форми на комунизмот се практикуваше за време во Албанија. Тоа комунизмот во овие простори кај албанците, па и кај македонците, нити дојде по вина на албанците и македонците, нити отиде по нивна заслуга. Тоа бе одлуки, према тоа албанскиот народ е определен према Запад. Излага на море, се граничи со Запад, со Италија и тука не сега било историски така. Да не беше Запад, да не беше Америка, да не беше Европа и овие придобивки што како сега кога беше зборуваме како целина албански народ, ние ќе ги немавме. Со нормално Русија секогаш била и моментално каква е состојбата историска, геостратешка и така натаму, скоро пола од албанската нација од 13-та и од првата и од втора светска война останале во надворот матична држава. Така да тие секогаш се надевали и се подпирале на поддршката од Запад. Своевремено Австрија, Франција, поготово Америка и така натаму. Према тоа никаква дилема нема да некој албански лидер сега да кажува и да интерпретира дека албанците за Запад биле и се. Второ, албанците кога почна од втората половина од 60-тите години, заминувањето во странство, први што беа принудени да одат во странство беа албанците. Затоа што беа исклучени од администрацијата, исклучени од општествената собственост и тие друг излез нема него да одат на Запад. Тоа е опришки моја генерација почна да одат. Веќе 3 генерации ги има таму, така да тука нема никакви не е ни чудо, сосема очекувано. Тоа е влог од минатото. Сега ја ви прашувам директно. Да. Што според вас ден по референдумот би требало да се случи? Кој би бил ефектот и долната граница политичка, резултантна за така наречен успешен референдум? Па успешен референдум ќе биде според моје мислење психолошки, политички, ја не навлагам во овие детали што ги објаснува професорот Фршковски, правните, не сум правник, доколку јас мислам дека има и оптимисти кои викат и повеќе, меѓутоа албанците по традиција во Македонија слабо излагат на избори, слабо излагат, освен 90-та година, што го чуде светот, jer чека авионите над Скопје и над Охрид да дојдат од Америка и од Европа да гласат. Тоа беше една еуфорија затоа што прв пат во историјата се здобија со правото да бират сам. Малку сте ми контрадикторен. Да. Ако ова е клучен елемент на етничката, националната, па и да речем условно општествената и граѓанската определба на албанците кон Запад, зошто ова не би било провокација да излезат?
Па јас мислам... И дали мислите дека ќе продолжи така нареченото регуларно или изборно абстенирање на албанците? Што инаку една тенденција последниве изборни циклуси 5-6. Мене исто така се слагам со тебе, мене ме плаши ова индиферентни, што сака нека биде. Имаше едни овие денови такви настапи, па што добиват албанците од успешниот референдум. Паметно еден новинар од Косово, тој функционира во Митровица, рече не добиват ништо, не добиват, ама многу ќе изгубат ако референдумот не успее. Не добиват. Мислам дека е тоа малку... Професоре Фрчковски, дали во овој момент, с оглед на оваа обсервација на господин Харедини дека албанците можеби ќе имаат малку порезервиран став, дали во овој момент завршува политичката диференцијација за прв пат во постсамостојна Македонија на класичната конфликтност на меѓуграѓанската, но делбата во македонскиот корпус? И дали е таа сега идеолошка или станува прилично проблематична за целокупното ткиво? Па се случуваат две паралелни настани. Една е поделбата кај македонците која е жестока во целата оваа ситуација кај дош диктатурата или дош овој авторитарен систем кој го поминавме. И тоа беше жестока поделба меѓу нас. Крајот на тој систем покажа една граѓанска солидарност меѓу граѓанските делови на албанците и македонците прв пат, и СДСМ е фактички втора албанска партија сега со репрезента околу 50-60 илјади албанци кои ги репрезентира и во кадровската политика. Они сметаат по некои информации дека имаат повеќе вработено од дуи албанци. Заедно со во овој период краток кој е тешко да се вработува поради блокадата малку во администрацијата. Од една страна, значи, јас мислам дека кај албанците ќе има една мотивација да излезат, малку сум по-оптимиста околу тоа и дека таа бројка ќе биде сериозна. Меѓутоа ме зачудува, иако е различна, се помести блокадата од онаа ПС и таа подела меѓу македонците, сега зборуваме за некоја 80-20, меѓутоа и таа 20 бројка, морам да кажем, на толку аутистички ориентирана десница кај македонците, која е во состојба да се направи сериозна штета на државата, само од омраза према Заев и према овој лев централен блок кој се ја води играта во оваа асоциација, просто не ми е разберлив. Значи, имам некои луѓе тука, некои студенти мои, се ги гледам кај овие ново раководство на ВМРО, просто не можам да разберам. Едно е да разбирате него, сакате него и политички да се профилирате, али мислам, тие луѓе не се глупави, они може да разберат што ние добиваме, каков лист во историјата вртиме сега тоа. Не е проблем на таква промена, ситна промена. Ова е сериозна промена. Ние влагаме од друга историска етапа во Македонија и тоа да не го разберат. Да не сватат што значи неуспешен референдум за Македонија и за нив. И за нив истите. Евентуално, не дај Боже, или апокалиптично сценарио. Тоа не можам да го сватам. Ги гледам и не можам да разберам. Дури немам ни полемика, немам ни енергија, понекогаш имавме енергија да се расправаме. Се едноставно останувам на неколку точки занемено од таа суицидалност кај еден дел од македонскиот десничарски блок, еден композит од ВМРО и некои ситни партии надвор кои го чинат тој бойкотирам. Ајде да ги ставите овие постари возрастни луѓе кои ја упропастија Британија со гласање кај Брексит. Тие се, речете, ајде не знам што е нивната мотивација, али кај овој помлад свет кој е разбран, кој може да разбере што значи тоа, се уште не можам да разберам. Фала Богу и за среќа, мислам дека е тоа радикално малцинство сега. Еден дел од нив ја воза таа идентитетска политика кај македонците, дека македонецот е човек што се чувствува поделен, што се чувствува омразен, тие ќе продолжат тоа да го мислат, веројатно тоа ќе преживее. Ова етапа, као кај Полска, може да се појави од кога ќе влезете во Европска Унија, тоа е еден чуден десничарски идентитетски мит за нациите и ние го имаме во една уште пожестока форма кај мали нации, кои се чувствуваат како жртви на историјата и типично го има кај ВМРО, таа ќе преживее, но таа сега мислам, не можете да полемизирате со нив. И со некои луѓе од факултетот, едноставно има една блокада, нешто се случило со тие луѓе.
Расправаме за неговата љубимица, професорката по уставно право. Не можете да расправате. Они ќе ви речат со договорот, например, се поништува трајно македонскиот идентитет. Се викате. Вие сте прочитали договор. Го читате ли членот 7, членот 3, 11? Не. Има една ирационална блокада. Околу јазикот се пишува македонски јазик. Што е проблемот? Како можеме да го изгубиме? Трајно да го изгубиме суверенитетот или јазикот. Не можете да расправате на рационална основа со тие луѓе и престанувате да расправате. Тоа се некакви илузорни балони, некакви рационалистички кои ги пуштаат и мислам дека таа групација мора да биде поразена сега. Не расправана, еве јавни дебати има неколку, тоа се тотално илузорни. Вака, расправате во два различни нивоа, не се разбирате, не знаете дали за ист документ сте расправате, вие дали зборите за договорот кој јас сум го прочитал и вие сте го прочитали. За исто ли збориме? Као да зборат за некој сосема друг договор. Дали таа делба е персонална или е етничка? Сакам и дури и партиска. Јас овде пред известно време развив тезата дека идејата за самостојност потекна од ВМРО. Па наидовме на 2001 кога СДСМ ја поддржа концепцијата за рамковниот договор, што значи дека се обединија на таа платформа. Сега повторно имаме во идеја која потекнува на решавање конечно на грчко-македонскиот спор и имате отпор од ВМРО. Што значи дека може да биде доведено во прашање целокупниот историски бекграунд дека самостојноста на државата може да биде доведена ако и дали воопшто може да биде доведена после неуспешен референдум. Па знаете што, ја мислам дека тоа прво малку е веројатно за среќа. Иначе би било многу сериозен проблем и нашиот ризик да изгубиме све со фамилиите, со децата, со државата да изгубиме практично би била во голем ризик ако сме ние како Црна Гора поделени по тоа време 50-50. Тоа би било страшно. Но мислам дека они ќе изгубат драстично и тоа ќе се одрази на поместување драстично во политичката сцена. Мисля ќе следат после овој еден лендлейд лизгачки референдум, ќе им следат и избори веројатно заедничко со председателските и они ќе се сведат на таа групација на која представуваат, тоа е 20-25 пратеници у парламентот. И ја мисля, јас сум убеден дека тоа ќе ги снајде. Тоа не е етничка, најмалку етничка во овој случај поделбата, ова е баш поделба меѓу македонците во однос на тоа како го гледаат македонецот. Дали постои страв кај македонците, на кој се базира нивниот идентитет. Они сметаат дека македонецот пуштен во Европска Унија ќе изгуби. Ќе изгуби. Ние сме малку и ние сме неспособни да се бориме компетитивно. При тоа не сме во добра кондиција, имаме упропастено образование, здравство, сите интелектуални стожери ги упропасти оваа претходната власт и со што ќе се такмичиме ние? На тој страв лежи концептот дека македонецот мора да биде штитен, тоа е со посебни потреби. Државата мораме да стоиме надвор од овие интеграции. Посебни сами ќе се гледаме, сами ќе се штитиме. Тоа е таква губитничка концепција, таква распагачка концепција за нас, што меѓутоа концепција која се базира во базичен страв дека ние не можеме да се такмичиме, многу малку сме, се судриме 1,5 милиони со 10 милиона срби, 6 милиона албанци, 10 милиона бугари, 10 милиона грци, ние 1,5 милиони. И сега практично за нас Гоцевата формула е смртна опасност. Го сметам регионот како културен надпревар меѓу народите. Ево, кој ќе се такмичи културно со овие народи? 1,5 наши. Тие треба да бидат најболji. Тие треба да бидат евреи, за да може да бидат видливи. А ние не сме тоа. Ние знаеме што сме. И сега на тој страф игра десната идеологија. Како ги брани? Не, ние ќе ве браниме, ние мора да бидеме надвор од тоа. Тоа е говорот на председателот на собрание. На овој на председателот Иван. На председателот. Не сакам дури ни името да го спомнам така. Тоа е неговиот говор. Ние сме надвор од тоа, ние мора да биде бранеме, ние надвор, ништо само определување кои апстрактни теми. Уствари држи македонците надвор од нормална компетиција, тие не можат тоа да го направат. Тоа е тоа. Таа е таа политика која сега мора да биде поразена, ќе остане во траги кај нас, нема да се избрише, ќе го преживее влезот во Европска Унија, но мора да биде сведена на маргина и тоа е судир меѓу македонците и македонците. Господин Харидини, дали албанците си гледаат сеир на овој очигледен длабок јас меѓу македонците? И партиски, и би рекол идеолошки, па и внатре во етничко мотиво? Не, немам впечаток дека е тоа така.
Сега е момент многу битен. Мислам дека ние некои работи не може да ги збориме денеска од причина што се наоѓаме пред референдумот 2 дена. После ќе имаме друга. Видите, околу албанците дека и најпесимистичката варијанта во поглед на излезноста, објективно дека албанците ќе бидат тие со и 200.000 да излезат, пошто ќе бидат 99% за, нормално да тоа влијае. Ама тоа не требаше да ја чуди многу Македонија, за таква улога играат 5% албанци во Црна Гора и за независноста, а не овде со 1/3 населението, тоа така ќе биде секогаш. Меѓутоа, тука е длабок проблемот на ВМРО. ВМРО не сака држава со равноправни албанци. Не сака Македонија. Прво, дека ВМРО, ја не сум македонец национално, меѓу македонески државјанин, тоа што тие верглат, историски, никогаш ни една битка, никогаш ни една војна, тие не биле начело за ослободување. Викат, нивна идеја. Па лесно е да имаш идеја, ама што си правил? Второ, да ме чуди зашто за време оваа кампања сега, представниците на експонентите на ВМРО, председателот на партијата, викат, ние сме за ЕУ и НАТО, сме против договорот. Секој ден од НАТО викат дека во НАТО може да влезете со договорот. Никој не го застанува да можеше, добро тие се изјасниле. Се изјасниле на начин што во историјата не се случило од председател на Америка, министри и така натаму, да дојдат да убедат неколку стотини илјади македонци. Меѓутоа, под предпоставка, ја мислам дека ќе биде успешен референдумот. Се знае, има некои други стапици сега кога се работи за односот со албанците. Тоа што во почекот, ја не верувам дека формулацијата на амандманите е во фаза како што зборува, ја опишува професорот Фрсковски. Јас мислам дека не се чекало да заврши референдумот, па да се седне да се пратат ставовите на уставот, амандманите. Друго, предпоставувам дека автори на текстот на амандманите, па и на договорот што со Грција, не е само дело на експерти грци и македонци. Јас верувам дека толку се заинтересирани, тоа гледаме, дека има и трета страна експерти внатре. Не ги пишуваат политичарите амандманите и така натаму. И тука очигледно дека има тие амандмани се во спремуване како што настапува министерот за надворешни работи. Од него се гледа дека тие амандмани не се во фаза што зборува дека се обидува нешто да прави Поповски, Владо Поповски. Мислам дека, меѓутоа, ќе мора да се добие консензус со ВМРО за да се добијат 80%. Како? Тука ќе ви кажам нешто што може да биде опасно. Јерзаев еден преседан има направено со албанците што помогна да дојде на власт. Не помогна Али Ахмети, помогна оние албанци кои гласа против Али Ахмети. Jer da немаше он 49, да имаше 45, а он има 5-6 албанци што гласали за СДСМ. И двајца ги има пратеници, така да тоа обезбеди овој процес да оди вака. Прашање како ќе одеше процесот да немаше 49, неко да имаше 45 коалицијата на Заев. Што може да се случи со амандманите? Ќе мора да се најде консензус во ВМРО, ќе мора, затоа што не може да се изгласат. И мислам дека ќе се најде. Меѓутоа еден преседан се случи. Кога беше изборот на гувернер на Народна банка, Заев му вети и јавно дека е за албанец гувернер. Јас ја ценам гувернерката, да не збориме лично. Кога Заев со преговори тајни со ОДА се сложи со ВМРО, одеднаш го шутна кандидатот на
Може да се случи кај албанците, постои страв и кај мене. Ако дојде до согласност со ВМРО, сите и Али Ахмети и сите представници на албанците ќе бидат маргинализирани. Така да, најавата на некои лидери од албанските партии дека сега ќе се отвори простор откако референдумот ќе заврши успешно, ние се албанците ќе бараме да влијаеме во уставните амандмани. Да, Зијади села тоа го не, наведува постои и како... Негова интелектуалци на албанците и други тоа постои како идеја. Тука може, мислам дека никој нема да ги прашува, тоа е јасна работа, jer ако македонците се сложат ВМРО и СДСМ, овие многу работи ќе бидат сосема поинаку. Да разговараме за алтернатива за неповолни решенија. Односно, дали е возможно, ако условно кажем ВМРО не доде согласно за уставни амандмани, се блокира тој пат и се оди на предвремени избори. Која е калкулацијата за предвремени избори во услови кога ВМРО ДПМН ја нема променето матрицата на односот кон албанците, а да бара кај нив коалицијски партнер за некаква нова влада, што би вклучило, например, и промена на договорот или измени на договорот. Тука не си во право. Добро. Искуството со ДУИ покажува дека и денеска, според мене, врската помеѓу ДУИ и ВМРО не е скинена. Апсолутно веднаш може да одат со ВМРО и другите. Ама ДУИ веднаш едва чека. И ќе ве подсетам, и заборават луѓето. Во време кога се разговараше за составување на влада, излезе и се закани Никола Груевски дека јас нема да дозволам коалиција меѓу ДУИ и СДСМ. И во интервјуто за весникот Република. Ја не сум го читал. И новинарот го праша, добро, како ќе спречиш? Знаат тие како. Фрчковски на ова иста тема. Па ја мислам дека прво, кај гласањето амандманите не може да се случи врска ВМРО СДСМ на штета на албанците, бидејќи таму се калкулира со целокупното владино мнозинство кое ги вклучува сите албанци. Тоа е 65 пратеника, плюс половина од блокот на ВМРО, кои се под притисок на успешниот референдум. Не мислам дека ќе можат и под меѓународен жесток притисок после тоа ќе се тури дебар на нив на глава. Мислам дека таа коалиција ќе биде возможна, односно ќе може да се изгласаат амандманите. Веројатно е управо Џевдет, ако и јас мислам комплицирано од моето искуство допрва да се прават амандмани, тешко е тоа. Ќе се уклучат 300 пандорини приказни тука. Така што мислам дека тука нешто има готово. Нешто има готово, така што тоа ќе се испорача. Ја мислам дека тука на минимум ќе го сведат, ќе го избуткаат во пакет. Тоа е тоа. Во случај на било каков проблем... Тоа значи дека ќе биде скратен, евентуално така наречен дебатен дискурс. Да, ќе биде скратен. За да нема нова политичка тензија? Да, ќе биде скратен, да има други дилеми и други алтернативи на амандманите кои ќе се предложат и кои ќе бидат добро измерени, скратени, рестриктивни, минимални. И тоа ќе помине ко воз на брзина со ова мнозинство кое ја претпоставам дека ќе се создаде без проблем. Инаку, алтернатива на тоа се веднаш избори, тука нема дилема, и нема да ги пуштат да го блокираат тој процес. Те не важна ситуацијата, би можеле да рескираме дебати и расправи со они да рескираат со ВМРО. Мислам дека кампањата кај референдумот, тоа се 700-800, да речеме, да претпоставиме 800.000, па не било 900, со 800.000 на избори, тоа представува ленслайд победа за левицата во таа смисла, така што тоа ќе има сосема друга конфигурација, но ќе се изгубат 2 или 3 месеци. Сега, важно е ние да ја завршиме работава како што треба, децидно и прецизно, добро ја водат од владата и кампањата ја водат, секогаш сум мразен кампањи за било што, меѓутоа ја водат како што треба, ја изнесат до крај, и резултатот мислам дека ќе дојде. Сега после тоа може да се случи кај грчката страна известно тактизирање.
Она што се моите информации од нашите пријатели од Грција, кои се практично професори од Сириза и институтите блиски до Сириза, Пуланкас и останатите со кои имавме промоција на книга на вака, они мислат дека грците нема веднаш да го ратификуваат својот договорот, туку нешто малку ќе го одложат до мај месец, и потоа, април-мај, и потоа договорот ќе биде на истата седница парламентарна, тоа ќе биде некаков дел со Каменос, да го изгласат, односно да го ратификуваат нашиот договор, договорот од Преспа, и на истата седница го распушат парламентот и доат на избори. Значи тоа ќе биде гест. Каменос, демек, јас бил против, али еве, за да изборам избори, се сложив да го ратификувам и одме избори. И се нормално они калкулираат дека може да се случи Заев овде да победи, Ципрас тамо да изгуби. Меѓутоа, знаете, Ципрас 4 или 5 пати го паѓа, па човекот успеа, е неверојатен политички преживувач, успеа да ја на некој начин реши финансиската криза, што изгледаше невозможно во Грција, да го реши овој идентитетски замрзнат спор со Македонија на еден драматично добар начин и да победи во сите избори кои му ги уред. Така што ја не сум толку песимиста дека нема ќе му се случи таков тип негативен исход, али тоа е сега нивна работа. Проценките се дека тоа така ќе се одвие. Нормално тоа може овде кај нас, какви сме ние паничари, да предизвика и овие го одлагаат сега што е ова у Грција, нели, тезите дека таму може да пропадне. Нема тоа да се случи, тоа ќе биде еден договор кој во таа смисла треба да ги задоволи коалиционите нивни партнери. И така сметаат овие професори кои се упатени во нивната внатрешна структура дека таков дил ќе има тамо. Меѓутоа ние ќе излеземе од таа приказна со успешна етапа и на вистина оваа година мора да ја завршиме таа приказна. Околу целокупниот овој распред после референдумот, кај многумина, кај значаен дел од македонското ткиво, не е сомнежа дали Грција ќе го ратификува, туку дали воопшто ние реално сме пред портите и ќе влеземе во НАТО. Со резервите на политичката дестабилизација можна со избори во Грција, со пролонгирање кај нас. Дали тој странски фактор кој ја гарантира на одреден начин е под ореол некој и целокупниот овој договор е сигурен гарант за македонското членство во НАТО? Тоа се тие македонски стравови, неверојатно. Не можеме сега стандардите на прием, секоја држава ќе треба да го ратификува нашето членство. И сега можете да кажете: "Еј, колку држави не мрзат, кај ќе ги поминеме нивните парламенти?" Абе ќе ги поминеме, како секоја држава од НАТО што поминувала при приемот сите парламенти на НАТО, така ќе поминеме ние. Некои викаат: "Па сега Турција за инат може да не." Све е можно теоретски, ама нема да се случи. Ние кога ќе го поминеме овој период, ситуацијата така ќе биде, сепак тие се предвидливи политички операции, ние ќе станеме членка и со тоа нема да се разруши, ниту ќе се промени за НАТО структурата, па таа драма да ја правиме. Ние едноставно ќе се остварат нашите политички соништа во тој дел и таа стабилизација, ајде стабилизацијата. Кај нас НАТО е психолошки важно за меѓуетничките односи внатре. Тоа не е исто како НАТО во Словенија или во Албанија. Сепак ние имаме друга структура, кај нас другачие се внатрешно етнички перцепира влезот во НАТО. Тоа е добро за нас. И второ, Бугарија 8 милиарди евра е разликата од влезот на НАТО за првите 4 години. Албанија 4,5-6 милиарди евра на нормални инвестиции кога политичкиот ризик од влезот во НАТО се намалува кај земјата. Тие пари ние ги заслуживме и ги чекаме со гладни сме, во последно време на вистина се исушивме без финансии и тој дел плюс фондовите се на Европска унија, тоа е башка приказна. Али самиот влез во НАТО ја паѓа политичкиот ризик на инвестирање и може да се очекуваат нормално. Иста тема, вака, ова што зборев ја за притисоците, па може да ги речеме помош или притисок, и едно и друго се тие притисоци, за да ова крајната фаза биде остварена и кај грците и во Македонија, ќе продолжи тој притисок, ние не го гледаме. И Ципрас овој што вика дека успешно ги реши проблемите економски. Он ги решил проблемите економски затоа што го помогна Запад, Америка, инаку, а цело време му го поставува и тој услов.
да ќе ти помогнем, ама и овој проблем да го решиш. Тоа го знаат грците. Така да, тој наводен притисок и ако помине, ако бидат усвоени амандманите, тоа е условот. Референдумот да заврши, амандманите да бидат усвоени. Тоа ќе има притисок и Македонија и Грција, таа работа да ја завршат што побрзо. И така ќе биде. И така ќе биде. Зошто им се зашто во ова геостратегија многу се брза или се забрзува нашиот откон НАТО? Бидејќи Па, знаете што, ние всушност се утепавме чекање, веројатно ние сме најдолго таа чекална на НАТО и на Европска унија, нели? И сега забрзано нас не изгледа оваа турбуленција сега, меѓутоа све се одбива со брзина, од Пржинскиот договор навака, све се одбива со брзина, операцијата е голема. Влезот натре е важно е, пацификација на регионот е важен, имаме Србија и Косово мора да го завршат, следната етапа е тоа и потоа ќе остане само Република Српска и Босна како точка. Ова друго све ќе се на некој начин како еден блок стабилизира, дефинитивно ќе се пацифизира и тоа е добар резултат, мислам на НАТО па и на Америка, тоа е добар резултат. Не ќе може овие отпори на опозицијата да продолжи никако, jer тој од тамо веќе се гледа аплат дека не е проблемот да ја бранат ни Македонија нешто, него Македонија да ја нема. Јас ќе ве подсетам, еве, да се фалам малку, да негде одамна во Фокус на интервју, тука пред да загине Никола Младенов, имав ја едно интервју, знам, Чадиковски, и реков, него беше смело тоа. Види, на долг рок и ВМРО, вакво ВМРО, и независна држава Македонија не е можен. Тие тоа не го сакат. Не го сакат длабоко, не само за тоа што се чувствуваат вака, jer кај македонците се, освен разликите, кај сите нации постојат идеолошки партиски, овде сепак е мало подлабока разликата меѓу тоа што се залага ВМРО и силите што се околу СДСМ. Се работи за идентитет, разлики во чувството на идентитетот национален. Така да, ова ми се чини дека од ден на ден станува се појасно дека тие немат одговор, што не одговарат на прашањата, што после ако не успее. Ти викаш избори, што после изборите? Како? Така да излагат на чистина овие тврдокорните. Дали тоа значи дека е на сцена завршеток или почеток на судирот на така нареченото балканистичко крило и ова евроатлантско крило во македонската политичка сцена? Проблемот што тие го сопираат процесот на дефинитивната афирмација на македонскиот народ со своја држава. Фрчковски? Јас исто мислам дека овој процес има тука се чувствуваат панични во таа смисла, ќе заврши со промена на единствената партија која се промени во ова е ДПМН. И ја мислам дека они нема да можат ваква структура на партија да одржат со ваков тип на идентитетски проблеми и ќе мора внатре една друга структура на десницата да се формира. Дефинитивно да напуштат, они имаат проблем, они не знаат што се, дали се движење кој го и представува македонците заштитнички против сите у светот, дали се нормална партија на десницата, тие работи мора да ги расчистат. Мислам дека тоа ќе им помогнат малку и нивните пријатели од германската десница, но тој дел мора да се расчисти, они другачија партија мора да формираат и после ова полека, дури и нивниот пораз во можните избори во мај, ќе им помогне да се реструктурираат партискиот натре и да имаме една нова партија на десницата. Уште за крај, бидејќи се доближуваме до вестите, професор Фрчковски и министри, сакам да ве прашам дали мислите дека овој консултативен референдум го исцрпува и правото на референдум откако ќе бидеме пред евентуални порти на НАТО, што не е обврзително, пред евентуален влез во ЕУ, дали ни е потребен нов референдум?
Што е уставна некаква обврска и како тоа би било? Да, значи, одлука за членство во НАТО ние носиме, парламентот носи, кога ќе завршат сите преговори. Значи, тоа е 2025 ваѓа, која? Кога ќе завршат, и тогаш се носи посебна одлука. Таа треба да одлучат дали ќе ја третираат Европската унија како федерација, сојуз на држави, персонална унија и ќе треба да иде на референдум обврзан по член 120. НАТО не меша и НАТО. Не, НАТО не, тоа е Европска унија. Во лажниот представка пред Уставниот суд, подносителите правеа таква измама. Оваа одлука ја мешаа со таа одлука. И ја елаборираа дека оваа треба да биде обврзна, оваа одлука за овој референдум нема врска со таа. Таа до подомани ќе дојде. НАТО не, за НАТО не треба референдум, НАТО е меѓународна организација. Членство во меѓународни организации нема референдум, нема ништо, одлука е тамо, најобична во парламентот или владата. А за Европската унија како членство кое одзема делом од суверенитетот, треба допрва да одлучиме. Може да одлучиме по член 120, тој е референдум обврзан со 900.000 за треба да гласаат тогаш. Или може као некој половина од држави од Европската унија се сведе на одлука на парламент, зависи од климата. Дали има кај нас не би требало да има проблем. Кај нас НАТО е 68% за, сега 72. Европска унија 83. Така што при такви големи поддршки они немаат потреба да држат референдуми. Референдуми се како у Црна Гора, ако се поделени 50-50, па некој го спори тоа, легитимитетот го спори. Кај нас тоа не би требало. Кај нас и овој референдум не би требало. Таа поддршка кон Европска унија и НАТО е голема. Но не знам, треба да одлучат дополнително, тогаш е ред да одлучат. Па тоа мислам дека и од самата настапите на опозицијата, бидејќи не се против интеграција во НАТО и во Европа, Да. не можат да организират отпор да не успее референдумот за интеграција во Европа. Нема логика. Поштовани гледачи, мислам дека е време за вестите. Колешка Џугуманова е веќе на пултот за вести. Се надевам, Џугуманова, дека со оглед на фактот дека разговараме во завршницата и во предвечеријато на референдумот, би ти било интересно да се вратиме во рамките на вестите на првото прашање што беше индикативно да ги чуеме нашите вечерашни гости, професорот Фрчковски и господинот Харедини. А тоа е што не очекува после референдумот. Професор? После референдумот не очекува една еуфорија, честитки од сите странски делегации кои беа овде, притисок жесток на ова што остана парчињава кои ќе се растурат од бојкотирам, посебно од ВМРО, и мислам дека тоа ќе биде концентрација на завршната топка, а тоа е уставните промени на време да бидат донесени. Ето тоа мислам дека очекувате, очекувате ли дека имаме потешкоти со амандманот, особено на преамбулата, промената на преамбулата? Мислам дека е во право Джевдет кој вика дека таа е горе-долу издизајнирана, не очекувам допрва да ја прават, ако ја прават допрва тоа е секогаш проблем. Не може мазно да оди никогаш, има 300 дебати, ќе се отворат, оти тоа е еден комплексен текст мал, меѓутоа комплексен текст. Така да мислам дека интервенирале на минималистички начин и дека е тоа горе-долу готово. Харедини? Па видите, речеш, после референдумот, а пред амандманите, таа меѓуфаза како? Меѓуфаза. Па видите, дека ќе има сега задоволство ако референдум заврши успешно, што мислам дека ќе заврши, меѓутоа. Не се слагам јас дека е свршена работата. Македонија не може да ги почне преговорите за интеграција во Европа без да реши после исто така многу важен проблем, да расчисти со сите битанги со 10 години. Државата ја доведе во оваа ситуација. Ја ви подпишувам ако тоа се случи. Ама ако тоа не се случи, ќе се создадат многу други проблеми. Добро, тоа беа професорот Фрчковски и еден од првите министри за финансии Джевдет Харедини. Џугуманова, се надевам дека не ти одзема повеќе време од оно што си го планирала. Повели.
Ги искористивте секако последните минути пред молкот, така што нема да ви замерам што одзедовте време од вестите. Секако им благодарам и на гостите и тебе, колега Чомовски, за ова интервју. Секако ќе можат наскоро да го погледнат гледачите и на интернет страницата 1tv.mk. Со вестите почнуваме веднаш по кратка